Рекиот народ имаше вчера во Србија на протестите кои што се случува организирани од страна на студентите првично, но на кои што се приклучија и други граѓани. Протестот е секако за несреќата која што неодамна се случи во Нови Сад со пајдот на настрешницата на железничката станица. Во продолжение ќе ги започнеме вестите од регионот, па ќе се префрлиме кон светските случувања. Посакувам најнапред добро утро и покрај тоа што зборуваме за непријатни теми. Добро утро. Па непријатна е, поводот е непријатен, но ми се чини дека е позитивно тоа што после подолго време гледаме како студенти во една држава, студенти кои се иднината, напредната иднина на едно општество, знаат да се изборат за некакви своји права. Во случајот овие права се однесуваат на ова што ти токму рече, на несреќа на железничката станица во Нови Сад. Имено овие протести од незадоволството на студентите, да подсетам, кои бараат одговорност за тоа што се случи, бидејќи тоа што се случи е страшно и е врз основа на некаква неодговорност, можда и лоша среќа, но повеќе неодговорност. Имено тие и протестираа вчера, околу 30.000 имаше на тргот на Славија во Белград според проценките. Ми се чини дека и самиот Вучич тоа го призна во своето обраќање и ќе го спомнам Вучич покасно, значи тие излегоа заедно поддржани од земјоделците кои протестираат и бараат одговорност од власта, велат крвави ви се рацете, покажете ја документацијата што се случувало и зошто дошло до онаа трагедија кај што загина 15 невини луѓе. Ќе потсетам, таму загина луѓе седејќи, пиејќи и пиејќи кафе и чекајќи да одат на одредена дестинација, што е трагедија своевидна. Значи, кога зборуваме за жртви во војна и жртви, знаеме што е причината, а за ова не се знае причина. Власта успеа на Вучич, се обиде неуспешно, очигледно, да ја објави документацијата, тоа што го бараат студентите, да се објави документацијата како течело реновирањето, градењето и сето тоа на настрешницата. Тие извадија негде околу 185 документи, но студентите тврдат дека има 8000 документи. Дури и градежниот факултет во Белград излезе со анализа дека во овие 185 понудени причини зошто паднала, како паднала целата настрешница, нема главни факти, финансирање, материјали, што, кој како правил. Инаку гревот на власта на Вучич, ке подсетам, е тоа што тој 2022 ми се чини, ја реновираа таа железничка станица, дури се слика, заедно тогаш беше и унгарскиот премиер Орбан, нели да ја објават дека е реновирана и се фалеа дека е реновирана, за да денеска излезат и кажат ние реновиравме све освен настрешницата, што дополнително е с големи незадоволството зборуван кај студентите и граѓаните. Сега тука има и опозицијски лидери кои се обидуваат да се приклучат оваа цела приказна и да се исполнат својата агенда, да ја урнат владата на Вучевиќ и на председателот Вучич на некој начин. Вучич вчера во исто време го пушташе една делница која гради Бектел, не би навлегувал понатаму, познато за нашите граѓани, американската компанија, која од Крушевац ми се чини оди Чачак, Краљево и не знам што, и сакаше да ја дефокусира целата приказна, бидејќи тој коридор е доста важен, а богами и на тоа отварање видовме американски представници, меѓу кои беше амбасадорот Хил, што е своевидно толкување дека тој натаму има некаква надворешно политичка поддршка, но се поизвестно е дека можеби ако продолжат овие протести ќе мора да падне владата на Вучевиќ и можеби ќе има некаква преодна влада која ќе води кон воредни парламентарни избори, нешто што на Вучич многу не му е страшно, бидејќи тој е претседател, ке подсетам, никој не ја бара баш неговата оставка, зборувам, од студентите, туку ја бара опозицијата, нели, како и секогаш. Да скратам, вчера огромни протести, Србија има, особено Белград има традиција на овие протести, имаше големи студентски протести 68 во време на СФРЈ и комунизмот, подоцна имаше во 97 оние студентски протести против Милошевиќ. Еве, повторно има студентски протести, значи тие имаат голема традиција на тоа, кај нив студентите успеваат да се изборат за некакви политички права и успеси, покрај тоа што не знам како сето тоа ќе заврши, но она што е добро е што 30.000 луѓе на улици, а немаше некакви инциденти, што е своевиден
показател дека студентите сепак имаат само она што го бараат, а бараат да се обзна на вистината што се случи тој ден во Нови Сад кај што загинаа 15 невини луѓе. Продолжуваат протестите дека не се исполнат нивните барања, во меѓувреме се блокирани факултетите и средните училишта, особено факултетите низ целата држава, низ цела Србија. Власта во обид да го намали сето ова така наречено организирање, прогласи предвремен зимски распуст, сакајќи да е разводни цела оваа приказна. Ќе видиме како сето тоа ќе заврши, дали и натаму тие ќе се собираат независно дали се на факултетите и училиштата или не. Да, благодарам. Оно што би сакала во продолжение да зборуваме е за последната изјава на словачкиот премиер Роберт Фицо, кој што вели дека рускиот председател Владимир Путин најавил дека Русија е подготвена да продолжи со испораките на газ во Западот. Што значи ова? Тоа што знаевме дека нема да. Добро ти е прашањето. Што значи ова? Јас малце ќе се приспитам гласно. Путин во своето новогодишна пресконференција, така, да. помеѓу останатото рече дека од 1 јануари нема веќе газ, руски газ за Европската унија. Подоста излезе Зеленски и рече ние веќе нема да дозволиме рускиот газ да поминува преку гасоводот во Украина. Сега, како ќе го прекинеш рускиот газ ако овој вели дека нема да го испорачува? Тоа е прво. И трето и најважно е ова ти што го кажа, а тоа е словачкиот премиер Фицо, чија држава Словачка, заедно со Унгарија на Виктор Орбан, е најзагрозена од тие сите постапки. Значи, тој отиде вчера кај Путин да разговара. Многумина велеа дека ќе има големи проблеми внатре во Европската унија, бидејќи оди да разговара со еден лидер со кој Европската унија не сака да разговара. Тоа е Путин. Фицо отиде и даде изјава дека Русија подготвена да продолжи да испорачува газ. Што тоа значи? Ќе видиме. Јас лично не знам, бидејќи Путин најави дека ќе прекине, а сега овој вика Путин е подготвен да продолжи. Сега, ако продолжи, од кај ќе оди тој рускиот газ? Ако па Зеленски е тврд, зборувам се врз основа на изјавите. Што ќе биде зад кулисно, тоа ќе видиме. Ако некој од големите одлучи дека мора да поминува тој газ, ќе поминува. Од друга страна, Русија колку и да е мокина со газот, сепак ќе треба да испорачува газ, бидејќи и требаат пари. И сето тоа ми се чини е само едно подигање на политичко условување Европа да не се осеќа комотно, а каде пука најмногу во Европа, во Унгарија, во Словачка, кои две држави, чии две раководства имаат поблиски на некој начин, имаат поинакво гледање на односите и развивањето со Москва, одошто нели овие што се во Португалија, Шпанија, Германија и останато. Така да ќе видиме како сето тоа со гасот ќе заврши, но заканите на Путин, доколку си обистинат, ние ќе дојдеме до некаква енергетска криза, бидејќи рускиот газ е потребен за Европа, па и за нас тука. Сега има и алтернативни гасоводи и алтернативни извори на газ, но сето тоа може да биде многу поскапо. Исто така вчера имавме на изјава дека и Катар, која е земја која исто така испорачува големи количества на газ, особено што е една од земјите со најмногу газ, и таа се закани дека ќе престане да испорачува за Европската унија, што може да направи голема енергетска криза. И сега ние во Европа што имаме? Во услови на паѓање на влади, падна владата во Франција, падна владата во Германија, во Британија, претходно тие три држави не се важни. Тие се најаките три држави во Европа, особено Франција и Германија кои се во Европската унија. Останува прашањето што ќе се случи доколку и гасот не го укинат, зборувам хипотетички. Веројатно нешто ќе се договорат, веројатно, но за сега стои така. Три закани, све е контрадикторно. Овој вели нема, овој вели не продолжуваме да поминуваме низ газот, а овој вели вчера се договоривме да продолжиме со газот. И сега ќе видиме збунувачки за тоа е она што го имаме као достапна информација. Знаеш, сепак зад кулисите нешто друго се случува најверојатно и најверојатно на 1 јануари ќе ни биде појасно. Уште една изјава сакам да ја прокоментираме. Пред 20 јануари, пред да официјално да стане председател на државата, Доналд веќе стана председател да ја преземе, официјално да ја преземе должноста, да помине инаугурацијата и така натаму. Доналд Трамп многу работи ветува. Меѓу другото, последно нешто што вети е дека ќе стави крај на сексуалното осакатување на децата и ќе се исклучат трансродовите лица од војската и училиштата.
Па добро, конзервативците се против таа политика на трансродови. Тој рече ке им ставам крај на трансродовито, дели, како ги го кажа зборот, никим да го кажувам бидејќи Трансродовиот делириум. Делириум, ама и хаос и не знам што. Па добро, конзервативците, тоа за разлика од овие другиве кои па премногу ги форсираат тие работи, според мене дури непотребно, но тој сака да стави крај на тоа, сака, особено што во двата сега и во Конгресот и во Сенатот републиканците имаат мнозинство, веројатно ќе ги осакати, како што рече самиот се тој, правата на ЛГБТ, нешто што во Америка и премногу е нагласено изминатите години. Тоа му е најавата, во војската исто така, ја верувам дека овие лица кои служат војска не можат да ги исполнат оние војнички. Мислам, било непојмливо во минатото такви лица да бидат во воена обврска, веројатно една од причините и негова тоа зошто тој тоа го најавува. Сега тој најавува многу работи. Ќе видиме што ќе спроведе од сето тоа. Ова беше повеќе као едно шоу што го зборуваше, бидејќи неговото гласачко тело тој му кажува на своето гласачко тело тоа што тоа сака да го чуе. Во секој случај ќе видиме и што ќе направи со тоа. Сигурно дека ќе им ја намали популарноста, бидејќи по изминативе години па и премногу отидоа тие права, да не навлегуваме сега и тоа осакатување што самиот го кажа. Некои велат дека не е осакатување, знаеш, и сега тоа е многу различно и не можеш ни да го коментираш, бидејќи сите имаат различно размислување за тоа. Едно е сигурно, Трамп многу работи ветува, но уште посигурно дека Трамп го чека многу работа, бидејќи светот е испуштен на некој начин, секој отиде у своја насока и јас не знам дали ќе му биде доволно еден мандат да го стави ова во ред, дури ако почне на 20 јануари жестоко да работи. Или можеби па е премногу отиде на работата до крај да не може веќе да ја врати. Ќе видиме. Алудирам на војните, односите, економијата. Уште една изјава ќе ја спомнеме на Трамп што ми е можеби поважна, а тоа дека ќе го врати Панамскиот канал под американска управа, што е прв пат, според мене, еден американски председател, кој не станал председател, веќе да се заканува со воена интервенција. Зошто го велам тоа? И покрај тоа што тој него го води глас дека за време на претходниот мандат нема започнато ниту една војна, мислам дека тоа не е баш така. Имаше доста воени конфликти во кои индиректно беа одлуките на Трамп причина за тие војни. Еве сега се заканува на Панама. Причината е дека Кина го контролирала Панамскиот канал, што не му одговара на светот, особено не на Соединетите Американски држави, и веќе на Панама и кажува дека тој, ако продолжат вака, ќе ја преземе. Како ќе ја преземе? Со инвазија е веќе видена 80-ти години, кога американските војници се искрцаа таму. Сакам да кажам, овој Трамп не е истиот Трамп од пред 8 години, бидејќи ни времето не е исто, а и луѓето се менуваат, нели, политиката се менува, интересите се менуваат. Како и да, јас и уште првиот ден реков со доаѓањето на Трамп, први ние новинарите секој ден ќе го имаме увести со своите изјави. Еве тоа беше изјавите, две што ги слушнавме. Ќе видиме како ќе изигра приказната со Путин. Путин пред некој ден му пушти, да кажеме како велат, фудбалски пас, дека тој би разговарал со Трамп, но Трамп се уште не го побарал, за да видат што ќе прават со Украина. Јас верувам дека прво од решавањето на проблемите ќе биде на Трамп да се види со Путин и да се обидат да се договорат дали тој мировен договор кој го предложи за замрзнување на конфликтот со тие граници може да го договорат, бидејќи на Москва тој и одговара. Ќе видиме сега дали советниците на Трамп сепак ќе укорат и ќе му кажат: чекај бре, ако ова се договорите, Путин ќе испадне победник во оваа војна. Независно за жртвите, зборам политички победник, или можеби ќе се фокусира на Кина, со која, еве, гледаш, почнува да веќе да влегува во конфронтација. Значи, познато е дека на инаугурацијата нема да му дојде Си Џипинг, што е уште еден показател дека игранката светска тек допрва ќе се одвива на релација Вашингтон и администрацијата на Трамп и актуелната власт во Пекинг,
Но за да тоа почне, тој мора да ја среди прво конфликтот со Русија. Сега, ако го реши конфликтот со Русија, може да дојде до онаа политика на раздвојување. Москва и Пекинг во моментов се во добра билатерална соработка, иако Кина не оправдува руската инвазија или воена или агресија, сепак не се противи на таа агресија и Кина сега, доколку овој се смири со Путин и биде мирно, Кина ќе бара сега возврат од Русија. Така да, комплицирани се геостратешките работи, ние можеме да зборуваме за последиците као што е Сирија, као што е, не знам, јеменските хути, као што се тие некои. Но главната политичка и воена моќ ќе биде на релација Москва, Вашингтон, Пекинг и се разбира секогаш со зачин од Лондон, кој секогаш тивко Британија нигде ја нема, а во сите, како велат, манџија запршка. Како што и било од секогаш. Од секогаш. Сега ќе видиме како ќе го изигра ова Трамп, како ќе го изигра Путин и ако се префрли конфликтот, а веќе се префрлува, бидејќи, ајде уште една информација, Кина вчера протестираше до Вашингтон, независно кој седи во Вашингтон, кон официјален Вашингтон, за се поголемото вооружување на тајванската армија. Што тоа значи? Зошто ја вооружува тајванската армија и зошто на Кина и смета? Веројатно има некакви планови. Така да, велам, таму ќе бидат у наредните 2 години, таму ќе се префрли тежиштето. Јужна Кореја е пример за тоа, но за да се префрли тежиштето ќе мора да се реши или барем да се запре на момент конфликтот со Путин. Сега ќе видиме дали ќе се запре, бидејќи па ако удрат директно на Кина, тогаш ќе имаат и Русија тука, а сега колку и да сте супер сила против 2 други сили, ако влезете во политичко, дипломатско и можеби воени недоразбирања, не можете да победите. Така да ќе видиме како се тоа ќе биде. Ќе видиме, тука сме ние да следиме. Благодарам, имавте можност и прилика да го гледате Андоновиќ и ова утро. Продолжуваме понатаму со нашата програма и веќе знаете што е она што следи. Следи рубриката Каде во слободно време. Уживајте.